Почитувани добро вечер. Гостин во емисијата Став на вечерва е председателот на ВМРО ДПМН, професор доктор Христијан Мицкоски. Господине Мицкоски, добро вечер и благодарам што одвоивте време да стигнете, нели, да дојдете и покрај големиот број обврски во студиото на Телевизија Плюс. Добро вечер и благодарам на поканата да бидам дел од вашата емисија. Денеска сте во Куманово. Во рамките на кампањата Обнова за Македонија одржавте средби со граѓаните на Куманово. Зошто според ВМРО ДПМН е потребна обнова на државата? Па затоа што државата е разурната, оплячкана, разграбена, понижена, осиромашена во овие, речиси, 3 години, откако практично Зоран Заев и СДСМ се во владата на Македонија, и мислиме дека врз основа на целокупната навигација која што добиваме од терен, врз основа на сите ние разговори кои што ги водиме во нашите теренски активности за кампањата за обнова за Македонија, мислам дека обновата е неопходна за да можеме да го ресетираме општеството и сето ова кое што ви го кажав, кое што беше негативна појава, треба да го поправиме и да го коригираме. Мислам дека е неопходна таа обнова. И од она кое што, да бидам искрен, од она кое што го добивам од терен како информација од граѓаните на Македонија, генерално се очекува да обновата за Македонија практично се случи час поскоро, за волја на вистината и очекувањата се големи, бидејќи, знаете, позади нас ке останат сите оние неисполнети ветувања, нереализирани очекувања кои што беа дел од, можеби, најголемата политичка лага наречена живот за Македонија, потоа живот за Куманово, живот за останатите градови. Така што, да сумирам, обновата доаѓа и таа е неминовност. За неколку месеци од денеска ние ќе имаме обновата во Македонија, но тоа не треба нас да не направи подобри од СДСМ, нити пак просечни, туку нас треба да не направи најдобри. Ние мора да бидеме најдобри, најдобри во историска смисла на зборот, најдобри од осамостојувањето до денес, затоа што загрижен сум дека доколку не успееме како следна влада, можеби Македонија и да не успее во иднина. Затоа мислам и она за кое што јас го зборувам со луѓето кои што си во партијата, но и со граѓаните, дека ние мора да бидеме најдобри. Дали дел од предлозите, сугестиите кои што ги слушате на терен на средбите со граѓаните, можеби ќе бидат преточени во предизборната програма на следните, нели, предвремени парламентарни избори, тоа ли е целта на овие средби всушност? Токму тоа е целта, затоа што сакаме да направиме интерактивна програма, да имаме еден стратешки дел, каде што практично ќе бидат наведени сите и методолошки, емпириски објаснети сите оние проекти кои што се дел од стратегијата на ВМРО ДПМН во следната предизборна програма, но и дел каде што ќе имаме практично синтетизирано проблеми кои што ги слушаме на терен и кои што ќе бидат групирани во различни области, каде што ние како политичка партија ќе понудиме соодветни решенија за да можат граѓаните да си го прочитаат сопствениот проблем, а потоа и да го слушнат конкретно, апликативно решението кое што ние го нудиме. Да не зборуваме со флоскули, да не зборуваме со демагогија и со честичката ке, па потоа да следат нови разочарувања и од нас, туку конкретно, методолошки, емпириски, за ова можеме да понудиме решение, за ова не можеме да понудиме решение, или пак можеме, но на одложен рок. Така што генерално интерактивниот дел практично ќе ги вклучува сите оние проблеми, сите оние идеи кои што ние на терен ги собираме и ги разговараме со нашите сограѓани. Трајава веќе неколку недели, повеќе од еден месец. Навистина ситуацијата е травна, луѓето практично нема град каде што нема село каде што кое што досега го посетивме, каде што не наидовме на навистина суштински проблеми. И тука повторно треба да сме до крај искрени и да зборуваме со честна мисла, а тоа е дека не само за овие катастрофални 3 години, можеби дел од проблемите се привлекуваат и во минатото. И сето она кое што и во минатото можеби некому направило штета, потребно е ние, тоест јас би рекол мора да го санираме. Тоа што не можеме, треба да кажеме дека објективно не можеме.
Премиерот Зоран Заев ги најави предвремените парламентарни избори ден откако Македонија не го доби датумот за почеток на предпристапните преговори со Европската унија. Според Заев, Македонија ги завршила сите обврски, но Европската унија не го испорачала тоа што го ветила. ВМРО ДПМН смета дека одложувањето на датумот е неуспех на владата, а цената која што е платена е превисока. Значи, според вас, зошто Македонија не го доби датумот за преговори и која е цената што ја плати? Македонија ги заврши сите обврски, кога зборуваме сите обврски, онаму каде што учествуваше опозицијата. И она кое што зависеше од работата на опозицијата. Јас ќе ве потсетам дека ние практично бевме со лимитирани ресурси. Не зборам тука само финансиски, туку зборувам во буквална смисла на зборот лимитирани ресурси за време на претседателската кампања. Влеговме храбро, одлучно, иако повторно ќе кажам, бевме ограничени во функционирањето, политички прогон, замрзнат имот нелегално, неисплатено финансирање на партијата кое што е задолжително по закон. Го имавме најдобриот кандидат што некогаш на политичката сцена се појавил и се кандидирал за председател на државата. Практично имавме силен мотив, учествувавме, они не престанаа да продуцираат лажни вести и да ја кодошат опозицијата, тогаш по светот дека опозицијата ќе бойкотирала и така натаму, па видоа дека ќе ги победиме, па потоа велеа ќе го бойкотираме. Вториот круг продолжија со лагите, со клеветењата. Потоа следеше период кога ние работевме на изготвувањето на така наречените реформски закони, ги поддржавме во рамките на парламентот. Нивниот одговор беше апсење и притвор за членови на извршен комитет, за членови на централен комитет на партијата. Потоа во епицентарот на најголемите политички и корупцијски скандали, знаете, од она Полчено, оној пратеник, па се до скандалот можеби на независноста на Македонија, тоа е аферата Рекет. Ние рековме ајде ќе дадеме шанса на процесите, бидејќи интересот на државата ни е пред се. Иако морам да признам дека ние бевме жестоко критикувани од страна на нашите членови, од страна на граѓаните кои што велеа зошто молчите, зошто ве нема и така натаму. Дадовме шанса на процесот, лобиравме, пишувавме писма до нашите сестрински партии и така натаму. Така што се она кое што зависеше од опозицијата, а да резултира со позитивен заклучок од страна на Советот во Брисел, на Бриселскиот состанок во тој октомври, ние го исполнивме. И можеби Зоран Заев реферира на тоа. Но на кое што тие, како влада, требаше да го направат, тоа се реформите, намалувањето на корупцијата, намалувањето на криминалот, рамилокот, на кое што апелиравме цело време, за жал не се случи. И видете, вие можете да притиснете обвинители судии, кои што одлучиле вам да ви слугуваат во Македонија, како премиер на држава, како човек кој што е обременет со криминал во минатото, како што е впрочем Зоран Заев, и да се прават налудничави дека нити гледаат, нити слушаат тоа што го гледаат и слушаат, конкретно за корупцијскиот скандал кога како градоначелник на Струмица бараше мито. И они може тука да излечат за вас некоја правна нелогичност и вие да речете јас сум слободен граѓанин, не сум го направил тоа. Може да ве аболираат, доколку председателот на државата е од вашата политичка партија за сомне за сторен криминал, па да рече не сте украле како градоначелник 7-8 милиони евра и така натаму. Но овие во Европа немаат концесија кон вас. И тие ги гледаат работите објективно и врз основа на таа објективност они носат заклучок. За жал, поради неможноста да го сменат својот арамиски коруптивен и криминален карактер, овие политичари во врвот, и тука не зборам само за Зоран Заев, тука зборам за многу други луѓе. Јас можев денеска да слушнам сведоштво овдека во Куманово дека деспотија во Македонија, во Куманово е на Оливер Спасовски, практично човекот го има приватизирано градов, што официјално, што неофицијално, сведоштва на кумановчани. Истото се случува и во другите градови, каде што имаме локални мокници кои што практично се однесуваат деспотски во вилетите кои што им се дадени за управување. Се тоа тие луѓе го гледаат и за жал одговорот е не за Македонија за отпочнување на преговори. Треба да работиме, треба
конечно да сме свесни дека треба да си ја напишеме домашната задача, дека треба да се промениме ние самите, тоа ние го говориме месеци наназад, години наназад. Конечно вие од власта во заминување треба да се свесни барем овие месеци додека се во заминување да внимаваат како се однесуваат, да не го прават проблемот уште поголем, за да може некоја нова влада со интензивно ниво на реформи, предводена од ВМРО ДПМН, да добие позитивна препорака, за да можеме на брза трака да ја внесеме Македонија онаму каде што е местото, да ги внесеме граѓаните на Македонија, бидејќи сите тие се европјани припаѓаат и се дел од тоа европско семејство, но сето тоа треба да го формализираме. Тоа се формализира со многу работа. Ако ние мислиме дека ово или оно ни е крив, а ние сме ги исполниле сите реформи, тога се лажеме и повторно нема да ги видиме знаците покрај патот и повторно ќе добиеме негативен одговор и на следниот состанок и така натаму. Иако деновиве се зборуваше дека е неизвестно дека предвремените парламентарни избори договорени за 12 април ќе бидат, можеби ќе бидат одложени, сепак денеска премиерот Зоран Заев со изјава дека до 11 февруари ќе има време, ќе се ратификува протоколот за членство во НАТО алијансата и дека изборите ќе се одржат на 12 април. Чинам дека ВМРО ДПМН беше против одложување на датумот. Еве, ваш став околу... Практично ние имаме договор. Ние сме луѓе кои што седат, разговараат, ги анализираат сите овие работи и немаме работи на тој состанок, не се дискутира работи кои што може да не изненадат. Ги антиципиравме сите можни изненадувања, тука беа присутни од кабинетот на председателот, дадоа толкување, толкувањето беше прилично јасно и ние така се согласивме. Инаку чуму сега ние војнина повторно да организираме лидерски средби, да организираме во кабинетот на председателот Пендаровски, кога единствениот договор на првата лидерска средба каде што дадовме сите ние легитимитет, договорот кој што го постигнавме нема да важи поради причина која што таму ја разгледувавме и добивме толкување од експертите во неговиот кабинет, патем речено универзитетски професори, токму по таа област. Ние, видите, не можеме политиката да ја претвориме во желба на луѓе, па тоа рефлектира на бизнис заедницата, тоа рефлектира на плановите на бизнис заедницата, на граѓаните на оваа држава. Не можете вие да се однесувате така несериозно. Истиот овој Зоран Заев беше опозиционер, се сеќавате кога во неколку наврати се одложуваа изборите. Те во април таа 2016, па во јуни, па не во јуни, во декември, па се распушташе, па се собираше повторно парламентот. Не можеме ние сега истите грешки од минатото да ги повторуваме. На крајот од денот се доведува под знак прашање легитимитетот на таа лидерска средба кај организаторот, а тоа беше канцеларијата на председателот на државата. Зошто ние утре да учествуваме на такви средби, кога тоа што таму ќе го договориме не се почитува? Ставот на ВМРО ДПМН е јасен, а тоа е 3 јануари 2020 техничка влада, технички премиер, технички министри, 12 април 2020 предвремени парламентарни избори, а потоа почнуваме со обновата. Сега кога веќе се договорени предвремените парламентарни избори, дали веќе започнавте со преговори, разговори со помалите политички партии, можна ли е коалиција, повторна коалиција со ДУИ? Апсолутно, ние имавме еден состанок со нашите коалициони партнери, помалите партии кои што се дел сега веќе во ребрендираната коалиција Обнова на Македонија. Сите го реафирмира, го потврдија на присуството во истата и така натаму. Разговараме и со политички партии кои што беа дел од нив и онаму каде што држеше состанок Зоран Заев, дел од нив исто така имаат желба да бидат дел од идната победничка коалиција за обнова на Македонија. Сите разговори со сите политички партии многу скоро ќе ефектуираат со некаков резултат, ќе бидат познати на јавноста. Кога станува збор за соработката со Демократската унија за интеграција, со останатите политички партии, како Алијансата за албанците, кои што ги представуваат интересите на албанците во оваа држава, се разбира во Македонија, имаме разговор, водиме разговори, преговараме, се гледаме, нема тука никаква тајна, ниту никаква дилема. До овој момент нема можности за некоја предизборна коалиција, но секако постизборните коалиции се тука. Апсолутно мислам дека втор пат нема во оваа држава да се случи да победничката партија, партијата која што освоила најголем број мандати и доколку таа партија не освои, да речеме,
мнозинство во парламентот 61 пратеник, да остане во опозиција на сметка на малцинската, односно втората политичка партија. Како прво резултатот, односно разликата ќе биде многу поголема од 2 пратеника и како второ тогаш ќе се постави прашање легитимитетот на демократијата во држава, затоа што луѓето кои што гласаат за најголемата политичка партија ќе си го постават и легитимно да си го постават прашањето зошто ние гласаме кога со инженеринг може да се составуваат влади, зошто да организираме избори, зошто да правиме трошоци. Така што јас сум убеден во две работи, а тоа е дека победува ВМРО ДПМН, победува коалицијата за обнова на Македонија и втората работа е дека ВМРО ДПМН ќе ја предводи следната влада, која што ќе има сериозно голем коалицијски потенцијал и ќе биде подготвена за сериозно квалитетни реформи. Малите политички партии бараат промена на изборниот модел на предвремените парламентарни избори. СДСМ го поддржува ова барање, наместо 6 да биде една изборна единица Македонија, но што е со ставот на ВМРО ДПМН? Па мислам дека повеќе е тоа фолклор отколку суштински дека го поддржувам. Не гледам гестови со кои што таа поддршка ја потврдува, напротив, во пракса поинакви се работите. Доколку се поддржува, се знае кои се гестовите, какви се гестовите и така натаму. Од ова што можам јас да го видам, гледам дека не е така. Да, може би декларативно во јавност е така, но во пракса работите се поинакви. Во овој момент ние понудивме пред неколку месеци друг пристап, 120 пратеника по принципот на британскиот модел и така натаму. Анализа на најсовршените демократски општества е направена врз основа на тие искуства, велим ајде тоа да го примениме во нашата држава. Гледам дека тука нема храброст од страна на Зоран Заев и другите политички партии и мислам дека сега веќе времето е прекратко за да ние експериментираме во делот на изборните модели, така што да оставиме можноста за после 12 април да можеме да седнеме и да разговараме. Но секако препораките од ОПСИ и ОДИХР кои што беа кажани во минатите избори треба да ги инкорпорираме во новата и последна верзија на изборниот законник и како таков да одиме на предвремените парламентарни избори. Мислам дека тоа ќе се случи. Господине Мицкоски, кажавте дека очекувате победа на предвремените парламентарни избори. Еве, доколку дојдете на власт, дали ќе го почитувате преспанскиот договор за кој што цело време велите дека е штетен? Односно ВМРО ДПМН заедно со вас. Јас го избегнувам зборот власт, велам доколку ја водиме владата на Македонија. Сум одговорил на ова прашање десетици, стотици пати, еве ако сакате ќе го повторам сето тоа, нема никаква дилема. ВМРО ДПМН не учествуваше ниту во странниот чин на носење на тие уставни измени преку притисоци на пратеници, уцени и така натаму, трговија со правото, со уставот. Не учествуваше ниту во преговарачкиот процес, ниту го легитимираше со потпишување и така натаму. Но истовремено треба да сме честни и честити пред граѓаните да кажеме дека со формирањето на владата ние имаме две можности. Првата можност е, доколку имаме 2/3 во рамките на парламентот, 80 пратеника и услов исполнет мнозинство од на останатите етникуми, односно не македонскиот или познат кај нас како услов Бадинтер, ние тогаш имаме можноста да се вратиме чекор назад и да ги вратиме сите оние уставни измени кои што се случи. Доколку тоа не се случи, таа математичка предиспозиција, тогаш ние мора да продолжиме по втората, тоа е Македонија на брза трака, реформи, дел од европското семејство и потоа внатре да ги менуваме работите. Но никој не може денеска на граѓаните на Македонија да им го забрани она кое што е нивно загарантирано право, а тоа е да се себе именуваат како македонци, кои што го говорат македонскиот јазик, кој што патем речено е кодифициран уште 77-та година, признаен, се изучува на десетици, стотици универзитети во светот и кои што живеат во Македонија. Ниту пак мене, ниту пак на било кој тоа може да му се забрани како право и како можност. Но истовремено, повторно ќе кажам, ние не можеме да го игнорираме фактот кој што исто така и јас го живеам, а тоа е дека работам на универзитет кој што е дел од Министерството за образование со новата придавка. Примам плата, го прехранувам моето семејство од Министерството за финансии со новата придавка, така што имаме
две траектории. Првата е оваја, која што ви ја кажав, 2/3 услов Бадинтер, и втората е Македонија на брза трака, менување работите одвнатре, одговорност за сите овие кои што ги направија овие срамни одлуки и потоа да продолжиме да функционираме понатаму. Доколку по изборите ВМРО ДПМН ја води владата, како што кажавте, ќе се залагате ли употребата на новото име за внатрешна употреба да се стопира? Можно ли е такво нешто? Ви реков, тоа е повторно поврзано со одговор на вашето прво прашање. Математички е проблемот, а потоа е стратешки проблемот. Доколку го немаме првиот дел исполнето, тогаш ќе треба да направиме детална анализа, да видиме колку чекори нанапред и колку штета нанел Зоран Заев изминатиот период, а потоа тоа да го ревидираме и коригираме, се разбира. Последниот период актуелни се повеќе протести. Протестираа земјоделците поради ненавремено исплаќање на субвенциите. Предупредувачки штрајк имаат членовите на СОНК. Протестираше независниот полициски синдикат. Според вас, оправдано ли е нивното незадоволство и излегување на улица? Па, за мене не само што е оправдано, туку некако е и навистина очекувано. За мене не е очекувано на реакцијата која што се случи кога Зоран Заев нареди, а Оливер Спасовски спроведе кога се тепаа практично, се бутка земјоделци, се применуваше сила од страна на тешко наоружени полициски сили, кои што не им се дозволуваше, им се забрани елементарното право да се протестира. Замислите, вие од една страна промовирате европски вредности, велите дека сте европеец, дека правите не знам каквите све не реформи, а од друга страна практично ги тепате, односно применувате непропорционална сила врз земјоделците кои што доште да си го бараат своето право. Ние не го теравме Зоран Заев да оди во Ресени да ветува за гарантиран откуп, повисоки цени, повисоки субвенции. Ние не го теравме Зоран Заев да оди во Чешиново, Блешево, во Зрновци, Оризари, Кочани да ветува повисоки цени за оризот, оризовата арпа. Ниту пак го теравме да оди во Тиквешијата, во Неготино, во Кавадарци, во Демиркапија, во Росоман, да ги убедува луѓето дека ќе има повисоки цени за гројзето откупни, за праските, за кајсиите. Самиот тоа го зборуваш. Него теравме ние со сила да појде во Могила, во Битолско, да им ветува на млекарите повисока откупна цена за млекото, за житото и така. Самиот тоа го правиш. Тоа што самиот го ветувал, не така одамна, пред 3 години за време на предредените парламентарни избори во 2016 година, ги гледаше луѓето во очи и ги лажеш. Им викаше ова ќе се случи, дајте ми глас. Луѓето му дадоа глас, од тоа нема ни трага ни глас и дојдоа да протестираат на демократски начин, да го изразат револтот. Дали ние како ВМРО ДПМН ги поддржуваме? Да, сме ги поддржувале, ги поддржуваме и ќе продолжиме да ги поддржуваме, но нема да ги лажеме. Затоа реков, многу е важно вие да имате искрен и честит однос и да кажете што можете да направите, што не можете да правите. Јас не можам да се колнам во жицата дека ме држи паметот, да се колнам во најмилото, да лутам низ времето, да го барам семето, дека нема да го направам тоа што он го направи, а потоа прва прилика кога ќе има можност, тоа да го направам. Никогаш тоа нема да ми се случи. Да ги поддржувам и полицискиот синдикат и сите тие кои што го изразуваат својот револт, бидејќи им беа ветувани подобри услови, повисоки плати пред претседателските избори, К-15, 13-та плата, нови униформи и така натаму. Единствена работа што се случи во одбраната и во Министерството за внатрешни работи е кога купија неколку стотици резервни гуми во Министерството за одбрана и министерката за одбрана одеше таму и салутираше пред новите гуми заедно со неколку воени лица. Тоа е единствената работа што се случи на планот на безбедноста. Додека пак прошетете низ Македонија, ќе видите како на секој агол можете да пронајдете недозволени супстанци, банди имате по градовите кои што управуваат со макиња животите. Тоа е реалноста во Македонија. Дали ги поддржуваме? Да, ги поддржуваме. Дали ги поддржуваме вработените во образованието? Јас сум вработен во образованието на универзитетот. Знам во какви услови работиме. Немате ниту една нова лабораторија, нека кажат која нова лабораторија на универзитетите е направена. Кажете ми која нова гимназија е отворена. Кажете ми колку основни училишта се реновирани.
велеа ќе имаме реформи во високото образование, нели? Организира на времето пленум ваков, пленум таков. Знаете какви реформи донесува? Денеска може редовен професор со 2 најобични труда да се бираат по универзитетите. Такви реформи нас не донесува, кои што не се прогресивни, туку се регресивни. И да не ве чуди зашто Македонија нема универзитет меѓу првите 500, туку воопшто нема никаде на ранглистата. Нека не ве чуди што знаењето кои што го стекнуваат нашите студенти не е конкурентно со она што го стекнуваат нивните врсници во регионот за Европа и да не зборуваме. Така што дали ги поддржуваме незадоволствата на граѓанските иницијативи, да ги поддржуваме и ќе продолжиме да ги продолжуваме. Не само овие, сите оние кои што имаат оправдани, кои што имаат аргументирани позиции, кои што се практично реакција на ветувањата, на акцијата на Зоран Заев кога ги гледаше во очи и ги лажеше луѓето, ќе ги поддржуваме. И тука не треба да имате дилема. Еден од најголемите скандали во државата, пред малку го спомнавте, случајот Рекет. Обвинителката Вилма Русковска не исклучува можноста да бидете повикан на распит за случајот Рекет. Дали во меѓувреме имавте разговори со неа? Па не, се слушнавте ли? За жал обвинителката Вилма Русковска потврди дека е ништо повеќе отколку играчка во раците на Зоран Заев. Со на интервју кое што го даваше на еден медиум, каде што брутално изнесе невистини, односно неточности. Јас исто така дадов една изјава која што беше реакција на тоа нејзино интервју, бидејќи ценам дека јавноста треба да знае. Сепак јас сум председател на најголемата политичка партија во Македонија, лидер на опозицијата и мислам дека не треба обвинителите да слугуваат и да се ставаат во функција на политичарите во држава, без разлика дали сега сме во опозиција или сме на власт, и да рефлектираат невистини во јавноста, односно неточности. Тогаш кажа нешто што апсолутно не е точно. Денеска сме ноември, апсолутно немаме никаква комуникација, нити пак ме повикале и навистина го изгуби кредибилитетот и легитимитетот да разговара со мене, бидејќи пред цела македонска јавност, тие додуша кои што ја следеа таа емисија, слушнаа нешто што е апсолутно невистина. Јас тоа го знам дека е невистина, бидејќи нашата прва и единствена комуникација е 25 јули 2019 година. Денеска сме ноември месец. Немаме никаква нити покана, нити пак комуникација, нити пак нешто што е поврзано со тоа. Слушнавме дека ја немало да сум соработувал. Како може со таква леснотија да се преюдицираат дејства, просто не можам да поверувам. Повторно ќе кажам, ние мора да се заузбилиме, ние мора да бидеме сериозни луѓе, затоа што нашите несериозни постапки понатаму луѓето, граѓаните во Македонија ги разочаруваат. Луѓето сакаат да видат стабилни ликови, луѓе со стратегија, луѓе кои што знаат што прават, луѓе кои што знаат што говорат и дека тоа што го говорат ќе го направат. Ние не можеме денеска да бидеме сведоци на авантури и на екзибиции, на без разлика дали станува збор за премиери, министри, директори од владата или пак станува збор за високо позиционирани обвинители, судии и така натаму. Не можеме, и затоа нас не се доведовме ние денеска до ситуација да обвинителството и судството имаат оценка помало од 2. Тоа е катастрофална ситуација. Луѓето, значи, не веруваат дека ова е правна држава. Еден од основните копенхагенски критериуми. Така што навистина сум вчудоневиден со каква леснотија беа леферувани тие изјави незина страна. И уште едно на крај мало појаснување. Нашиот разговор не се водеше за мега аферата од независноста до денеска Рекет. Туку разговорот беше да потврдам и да посведочам дека Катица Јанева мене ме уценувала. Јас она што го кажав во јавноста, дека на еден наш заеднички состанок Катица Јанева практично побара од мене да се поддржи законот за специјално јавно обвинителство тогаш, а на сметка на тоа таа ќе ни го одмрзнала нелегално замрзнатиот имот на партијата. Дали тоа можам да го потврдам? Тоа беше практично нашиот разговор, не беше поврзан со Рекет. Каква правна завршница очекувате на Рекет? Сте размислувале ли на таа тема? Даваме уште некое време шанса да во име на транспарентноста и објективноста сите оние кои што некако се вклучени во предметот Рекет бидат изведени пред лицето на правдата. Ова до сега што се случува е обичен театар.
бидејќи главата и срцето на октоподот остануваат нечепнати. Напротив, тие се тие кои што од делот луѓето кои што е земена изјава се потенцирани како луѓе кои што или биле директно или индиректно информирани за дејството кое што го превзема лицето Бојан Јовановски, Зоран Милевски преку сега веќе притвореничката Кати Цанева, така што очекуваме да дојде до вистинската суштина, тоа е срцето и мозокот на октоподот, доколку видиме дека тоа се игнорира и понатаму се продолжува да се забошотува случајот, тогаш не ни престанува ништо друго освен да ја информираме македонската јавност. Кога сме кај правосудството, доколку победите на следниве нели предвремени парламентарни избори, што ќе се случува со оние обесправените случаи во судските случаи? Ќе има ли некаков вид ревизија на делот судските одлуки? Видете, како власт ние не смееме, како влада не смееме да се мешаме во судските одлуки. Но секако исклучително квалитетно ќе наметнеме алатка за мониторирање на работењето на обвинителите и на судиите, бидејќи не смеат да бидат инструментализирани за политички цели или за бизнис цели, затоа што влијанието врз обвинителите и судиите не доаѓа само од политичарите, туку од и други центри на моќ. Така што мора внимателно да се мониторира работењето. Има и други начини како да се провери дали имало транспарентна, според закон, постапка за случаи кои што велите вие дека се обесправени. Ние нема да бидеме Зоран Заев и кога ни требаат гласови да си играме со човечките судбини, како што беше она во случајот на починатиот Мартин Нешковски, како што беше онаа трагедија на Смилковското езеро, да манипулираме со човечките судбини, да играме на ниски страсти, на емоции, на солзи, на болка на луѓе, ние тоа нема да го правиме. Но секако ќе работиме и ќе испорачаме многу повеќе од тоа, затоа што ви реков и на почетокот на денешната емисија, ние мора да се однесуваме одговорно и сериозно, затоа што ако продолжиме да се однесуваме екзибиционистички, тогаш што ќе речат нашите граѓани? Не е ова политиканство, ова се искрени пораки кои што сакам да ги порачам од овдека од вашата емисија, дека нема да има повластена политичка каста, нема да има повластена социјална каста во ова општество, повеќе секој оној кој што има сомнеш за сторен криминал и секој оној кој што се осрамотил пред граѓаните мора да сноси одговорност. Без разлика дали се тоа политичари кои што се до мене, со кои што сум поминал многу искушенија во животот и многу битки, или пак се тоа останати слоеви во општеството, нема да има буквално никаков компромис со законите. Мора еднашка да го ресетираме општеството, да тргнеме од почеток, за да можеме да ја вратиме вербата кај граѓаните и оние разочарани кои што денеска во најголем дел не си заминуваат затоа што се разочарани од не може доста да најдат пристојна работа, да најдат економски бенефит за нив и нивните семејства, туку се разочарани од непредвидливата и хаотичната перспектива која што ја има нашата држава. Кога ние би поставиле механизам за предвидување на еднината, јас сум убеден, а го имаме рецептот за тоа, јас сум убеден дека овие граѓани кои што денеска ја напуштаат нашата држава нема тоа да го сторат и ќе останат овдека и ќе бараат шанс овде. Безусловна правдина, почитување на законите и безусловно владење на правото. Тоа е првиот и основен столб на нашата стратегија, а потоа се останато ќе ја гради кулата. Бидејќи без оваков базичен момент вие не можете понатаму да ги градите стратегијата. Од тука се почнува, па све е останато. Вие не можете куќата од кровот да ја градите и да велите дека тогаш ќе ви се случуваат овие падни стани и купи ден продај политики на Зоран Заев и останати. Вие мора да имате јасен фундамент, база, врз основа на која ќе ги градите понатаму останатите делови од вашата стратегија. Дали се уште траат преговорите за законот за јавно обвинителство? Се очекува ли набрзо да бидат усогласени ставовите? Па јас не очекувам наскоро. Зашто? Затоа што порано беше црвена линија Кати Цанева. Требаше таа да биде промовирана во републички јавен обвинител, после аферата Рекет. Следна црвена линија е Вилма Русковска. Вилма Русковска ја гледаме како
практично безочно лаже, рефлектира невистини во јавноста. Сега, како да ви кажам, јас не можам за такво лице да преговарам кое би водело утре заутре некакво обвинителство и да очекувам да биде транспарентна и отчетна. Зборувам во прво лице, бидејќи сум дел од тие преговори. Има и други кои што можат истото да го посведочат. Од друга страна, не можам да се согласам да работиме спротивно на законите. Црвената линија е обвинителите од специјалното јавно обвинителство да бидат дел од новото обвинителство. Како да бидат тие луѓе кога гледаме дека и помагале на Кати Цијанева во рекетирањето на бизнисмени и уценувањето на политичари и граѓани во оваа држава. Не можеме ние да се согласиме со закон сите оние вработени партиски војници, роднини на Кати Цијанева, соседи, пријатели, така натаму, да им обезбедиме работно место кога младите ни се квалитетни младини се иселуваат од држава. Како тоа да го дозволиме и да се сложиме? Најдоа некој начин, помалку или повеќе екзибиционистички, тотално незаконски, противуставен, да ги префрлат предметите. Мислам дека немаат намера да сериозно преговараат околу некое трајно и решение кое што ќе биде надежно. Така што не очекувам во таа смисла, инаку ние како ВМРО ДПМН сме на располагање, стоиме тука да нудиме решенија, проактивни сме, сакаме да се најде решение согласно европското применливо право. Нека не биде како што ние сакаме, нека биде како што е европското применливо право. Но повторно ќе кажам, мислам дека најдоа начин како барем уште овие неколку месеци додека се во заминување да го користат и да го инструментализираат обвинителството и судството како алатка за притисок врз политичките неистомисленици. Владата на Заев зборува за економски раст и развој на државата, од друга страна расте јавниот долг преку дополнителни задолжувања. Како ги оценувате капиталните инвестиции и економијата во државата? Расте јавниот долг, немаме капитални инвестиции, опаѓа бројот на вработени во индустријата, расте бројот на вработени во администрацијата партиски војници на СДСМ. Од оние ветувања мега кои што беа дел од најголемата политичка лага живот во Македонија, ништо нема од тоа буквално. Ја анализирам малку таа лага изминативе денови и би сакал да се осврнам на две генерално стратешки теми кои што во делот на реформите во економијата тогаш ги нудеа пред граѓаните. Првата беше дека практично ќе ги вратат оние 15% од ДДВ кај граѓаните и велеа ќе се обидам да импровизирам како стои во нивната програма. Вели до сега се собираат околу 45 милиарди денари во буџетот по основ на ДДВ. Кога ние ќе почнеме оваа акција поврат на ДДВ кај граѓаните, очекуваме да се зголеми таа количина на 54 милиарди, значи за дополнителни 9, и ние 8 милиарди денари ќе вратиме кај граѓаните, а 1 милиарда ќе останат расположиви во буџетот. Нити првото се случи, а нити второто. 8 милиарди денари од прилика некаде околу 130 милиони евра. Вие видовте првите 3 месеци колку беше успешна оваа мерка. Не е ни 20 пати помала, повеќе од 20 пати е помала таа сума од тоа што тие ветува. И втората е пропорционалниот данок. Им велевме, немојте луѓе, штетно е ова е репресивна политика, ова не е политика за стимулирање на стопанството, не е добро, ова не е честно што го правите и така натаму. Не, ќе тераме со мерката прогресивен данок, односно променлива стапка на данок. И тогаш се сеќавам онака баш силно тоа го бранеа тогаш веќе два поранешни министри од редовите на СДСМ, од владите на СДСМ за финансии, Петар Гошев и Никола Поповски, а денеска гледаме како низ вода Заев го пушта и последниот Драган Тевдовски. Се сеќавам како жестоко ја бранеа таа, за да денеска истиот тој Зоран Заев го видиме излезе на телевизија и рече, не важи, се извинуваме, грешна ни е таа политика. Значи основните две политики, основните две мерки во економските политики паѓаат. Со тоа се урива целокупната економска политика, а замислете, никој не носи одговорност. Ниту носителот на таа лага, тој е Зоран Заев, ниту пак тој до него, кој што од бизнисот требаше практично да го зголеми квалитетот во економските политики, вице-премиерот за економски прашања.
Навистина со каква леснотија се поминува преку фаули кои што некои луѓе живот им значат. Тоа не можам да поверувам. Сега, ако се честни и честити до крај, треба да направат сума на сите средства што ги одзеле од бизнисот и од граѓаните по основ на овој прогресивен данок и да им ги вратат. Да им ги вратат на бизнисот и на граѓаните. Ако тие тоа не го сторат, ние кога ќе дојдеме во таа фискална година ќе ги пребиеме овие средства, затоа што мора да бидеме честни према граѓаните и да сносиме одговорност. Кај капиталните инвестиции ситуацијата е траорна. Вие имате на почеток на годината предвидени 420 милиони евра за капитални инвестиции, со ребалансот имате 370, значи кратите 50 милиони, но тие пари 50 милиони не се исчезнати, тие повторно ги ставаат они во буџетот, но ги реалоцираат во други непродуктивни трошења, трансфери, а реализацијата на капиталните инвестиции заклучно со третиот квартал е некаде околу 8,5 милиарди денари, што е нешто повеќе од 140 милиони евра. Еве да предпоставиме до крајот на годината дека ќе дојде до 12 милиарди, бидејќи денот е помал, порано се стемнува, температурите паѓаат, градежна офанзива не се очекува некоја не знам каква, што значи дека од првично предвидените 420 ги намалувате на 370 и тие не можете да ги исполните и спорачувате околу еве да предпоставиме дека до 200 ќе дојде. Што е тука најтрагичното? Најтрагичното што овие пари се собрани од бизнисот и од граѓаните, но не се потрошени за развој на државата. Туку се потрошени за непродуктивни трошења во обид да се направи подкуп на граѓаните. Водејќи се на картата на кратко помнење дека они ќе заборават за се ова што беше промаршено овие 3 години и еве сега тоа што јас ќе добиам како пензионер 36 денари поголема пензија, гласот ќе го дадам за Зона Заев. Тоа така не оди. Одговорот ќе го видат на 12 април. Господине Мицкоски, ВМРО ДПМН често сака да каже дека СДСМ само ги продолжува проектите кои што ги имаше зацртано ВМРО ДПМН. Последниот случај е со професионалните војници со навршени 45 години кои што нели добија ангажман во казнено-поправните установи. Ама еве кажете ми еден нивен проект. Еден проект кој што го испроектирале, тендерирале и изработиле. Подпредседателот Мисаловски во една дебатна емисија му го постави ова прашање на подпредседателот на СДСМ. Дајте ми 1 километар автопат кој што сте го испроектирале, истендерирале и еве денеска се гради. Се сеќавате на она мега лага пред повторно ќе кажам пред председателските избори за 2 километри автопат кон граничниот премен Блаце со соседно Косово. Се сеќавате на таа мега пред неколку дена читам дека и тука работата застанала и тука бил поништен панел тендерот поради тоа што добиле неочекувано високи цени. Значи 2 километра автопат не се подготвени да ги стендерираат, а не па нешто повеќе. Така што сето на што го гледате во градежната инфраструктура во патната инфраструктура се извинувам што се прави, експресниот пат од Куманово до Крива Паланка, експресниот пат кој што е од Штип до Кочани, експресниот пат од Штип до Радовиш, автопатот кој што беше Миладиновци Штип, комплетно проектирањето, обезбедувањето на финансиски средства, тендерирањето беше започнато од претходната влада. Исто како што и автопатот од Кичево до Охрид, па патував пред 2 дена, немаме една градежна машина која што работи таму, немаме еден камион кој што превезува градежен материјал, немаме еден багер кој што работи на моделирање на делницата. Буквално е све застанато. И сега, ако главна градежна активност е изгреби го асфалтот, однеси го на депонија по можности за тоа заработи и наместо 10 сантиметри асфалт нов ставиш 7, па договори се со изведувачот пола принципот, знаете на евро принципот што беше, тоа беше, признавам, тоа е градежна офанзива експансија. Навистина нема, да не се лажеме, не постојат. И оние кои што постоја како политики, најчесто завршуваа како ова со прогресивниот данок, се извинувам, сгрешивме. И потоа доаѓа Христијан, тоа е, се извинувам, сгрешивме или Христијан, тоа е политиката, Мицкоски или ВМРО. Тоа е политиката во овие 3 години. Катастрофална ситуација.
Периодов, односно последниве денови, Македонија е меѓу најзагадените држави, може да се каже на европско, но и светско ниво. Премиерот Зоран Заев најави еколошки превоз во Скопје, но и проширување на гасификацијата во поголемите општини. Од друга страна, СДСМ обвинува дека ВМРО во времето кога нели бевте на власт, односно ја водевте владата, дека не превзела никакви мерки против аерозагадувањето. Ваш став за овие мерки кои што се во најава? Тоа е уште една од оние низа лаги кои што се содржани во мега лагата живот. Се сеќавате со газ маски тогаш шета, се сеќавам на онаа изјава на министерот за информатичко општество на водно качен во Скопје кога велеше доаѓа промената, доаѓа животот и веднаш почнува алпски воздух да надува низ Македонија. Денеска никогаш по-загадена не била Македонија. Вие, кумановчани, сте посебно за тоа сведоци. Деновија навистина е тешко да се дише во Куманово. Многу луѓе имаат проблем со респираторниот систем и тоа представува сериозен проблем насекаде, не само тука во Македонија. На говорница пред неколку дена, чинам четвртокот беше, го слушав господинот Заев како вели дека 84% од гасификацијата ја завршил и дека дал насока кон градоначалниците на општините дека 2020 да почнат со градба на секундарната и терцијалната. Секоја година е економска година, од економијата ни нема. Секоја година почнува да се гради Чебрени галиште, повторно требаше до крајот на оваа година да се гради Чебрени галиште. Ноември дојде, не само што не се гради, туку никој веќе него не спомнува Чебрени галиште, а јас себе ви кажувам, бидејќи некако во мојот живот потесна специјалност ми е енергетиката, сега најспособната влада да дојде на свет и да почне да работи најспособниот тим на свет. Најбрзо што може да почне да се гради секундарната и терцијалната гасификација е за 2 години од денес. Најбрзо што може. Но доколку го завршија тендерот за секундарната и терцијалната гасификација во 2017-та, а не го поништеа со некои навистина атипични и неинженерски образложенија, ние денеска можеби во некои општини ќе имавме почеток на градежните работи. Па вие треба геодетски да го трасирате тој проект, тој инфраструктурен проект. Вие треба легално да го решите, имате имотно-правни пречки. Вие треба да го испроектирате, треба да го ревидирате тој проект. Треба да обезбедите финансиски средства за тој проект. Треба да најдете, доколку одлучите да идете со јавно-приватно партнерство, да одите со тендер кој што најмалку ќе трае 6 месеци како постапка. Така што во овој момент да се собере врвна светска елита и да почне да проектира во Македонија секундарна и терцијална, најбрзо што можеме за 2 години од сега да очекуваме нешто на терен да се. И јас позади ова потпишувам и стојам. Но доколку тоа го направија пред 2 години во 2017 наместо во август месец што го поништија, денеска ќе беше се поинаку. Па ние во Битола имавме испроектирана траса, ревидиран проект, прифатен од германска банка, обезбедени средства да се направи централен вреловод од рек Битола до Битола кој што ќе ја затоплува Битола со исклучително поволни квалитетни цени. Се беше завршен, обезбедени средства, проект, буквално се беше, не може тендерот да го направат 3-та година поред. Тендерот не може да го направат, а не па да изведат гасификација. Кога ме прашувате за автобусите, наистина сум вчудоневен сега, кој е градоначалник, Шилегов или Заев? Ама гледам има кавга, овој вели на шини ке биле, овој вели на тркала. Јас како инженери не нити на другиот им се чудам. Нити едното е можно, нити другото. Но затоа пак цената од 100 милиона е најмалку 3 пати поголема од онаа која што би требало да биде за едни такви, ако мислел автобуси на водород или поинаков начин на превоз со користење на водород, тогаш е најмалку 3 пати поскапа таа цена од тоа што е моментално се нуди на пазарот. Така што сведоци сме не на какафонија, едниот едно ветува, другиот друго. Тоа ќе биде сега епидемија во периодот што следува. Се што ќе им падне на памет ќе ветат. Можеби и бесмртност, уште тоа остана да се вети. Се што до сега ви паднало на памет сте помислиле или па не сте помислиле, можеби ќе ослушнете како ветување Зоран Заев. Само за да остане таму каде што. Сега,
Граѓаните се тие кои што треба да одлучат. Дали ќе веруваат на стабилни личности, честити личности, со стратегија, со визија, со она знаеме како, или пак ќе веруваат на човек кој што се колнеше во најмилото, а лажеше. Ете, тоа е разликата, тоа ќе биде понудата. Тие треба да одлучат. А јас верувам во мудроста на граѓаните. Господине Мицкоски, преку своето членство и преку средбите со граѓаните, сигурно сте запознаени со проблемите со кои што се соочуваат, со проектите на локалната самоуправа, на општина Куманово, со реализацијата. Како ја оценувате реализацијата на проектите во Куманово? Дојде ли живот во Куманово за граѓаните? Повторно не е стратешката и тоа што малку се гради, да речам, кое што е во рамките на статистичка грешка, не е стратешки. Повторно се сведува изгреби го асфалтот, постели нов асфалт. Денеска неколкумина кумановчани сведочија, немаме зелени површини, немаме игралишта, немаме реновирани улици, немаме поинаков се тоа на практично кое што беше ветувано, многу малку е реализирано, да не речам речи се ништо од сето тоа, а не би сакал да се навраќам назад на времето кога беа во времето на транзицијата уништувани оние големи стопански субјекти кои што функционираа, кои што вработуваа илјадници кумановчани. Предпоставувам сега надмените политичари од СДСМ од овој град, градоначалникот, министерот за внатрешни работи ќе излезат и преку нивните портали ќе емитуваат некакви лажни вести и нема да се согласуваат со ова што го зборам, но се додека не се подготвени на критика, се додека не ја видат реалност, се додека не се подготвени да се соочат со реалноста, никогаш нема да бидат подобри. Јас вака од срце им апелирам да се соочат со реалноста, да ја видат вистинската реалност која што се случува овдека во Куманово, бидејќи не можат да бараат алиби тука во ВМРО. СДСМ, градоначалници на СДСМ се од 91-то до самостојањето до денеска, на ваков или на таков начин. Реалноста е таа. Реалноста е, имаме катастрофална патна инфраструктура, имаме нереновирани училишта, нереновирани градинки, нема зелени површини, нема друг тип на забавна содржина во рамките на Куманово, немаме нови стопански објекти, старите се уништија, ги проголта транзицијата која што повторно ја спроведе СДСМ. Еден, навистина, јас не можам уште да најдам зборови со што можам да ја опишам ова лоша ситуација во која што се наоѓаат кумановчани и мислам дека час поскоро е потребно едниот во заминување, а другиот исто така во заминување, но за една година како овој ќе замине, да седнат и да подразмислат како понатаму планираат барем овие месеци дека се во заминување да помогнат на кумановчани. Доколку дојдете на власт, повторно се навраќаме на она доколку дојдете на власт. Се сеќавам кога велја само уште ова да додадам, ќе ми дозволите, простете, да се навратам на претходното прашање кога зборувавме за гасификација, да се сеќавам репер, пример беа Струмици, Куманово. А Куманово денеска е град со рекордно светска загаденост. Од гасификацијата буквално нема ништо. Значи, доколку дојдете на власт, дали сите општини во државата ќе имаат ист третман кога станува збор за инвестициите, без разлика дали градоначалникот, како во случајов кај нас толку години е од СДСМ, е од истата политичка партија СОБАС. Развојот на државата не треба да се политизира. И доколку било кој политичар планира преку реваншизам или преку политизирање да ја развива Македонија или не развива, би бил попрецизен, тоа што е погрешно. Тоа е старт погрешно и погрешна стратегија. Ја мислам дека сите тие кои што така размислуваат се политичари на минатото. Јас би сакал да бидам политичар на иднината и се трудам да бидам во рамките на можностите. Нема пожелна, непожелна општина. Ние често пати говориме, ние сакаме да бидеме слуги на народот. Политичари на иднината се слуги на народот, а не политичари кои што бараат народот да им слугува. Ке повторам, сите оние политичари кои што преку политички реваншизам планираат да водат политика се политичари на минатото. Не гледам апсолутно никаква пречка доколку градоначалникот е од различна политичка афилација од таа која што сум ја, односно ВМРО ДПМН во случајот, и тоа да биде
причина да ние не ја помагаме општината и не работиме за граѓаните. Напротив, мислам дека секаде онамо каде што е потребно, идната влада на ВМРО да помене, ќе работи, се разбира тоа што во рамките на законите за градење или за градежно земјиште и останатите закони е во ингеренции на градоначалниците, очекувам се разбира соработка и од нивна страна. Но наш приоритет се граѓаните. Јас сакам ние да бидеме политичари на еднината кои што ќе бидат слуги на граѓаните, а не политичари кои што ќе очекуваат залегнати во фотелите да граѓаните им слугуваат. Нема да заборавам една слика овдека на плоштадот во Куманово. Предпоставувам беше летоска, каде што имаше традиционален настан. Се сеќавам на една голема гала маса која што беше издвоена од столчињата на публиката, на која што седеше градоначалникот со некое друштво, онака фино заседнати во столици и маса која што двоеше од останатите гости на тој настан и наистина згрозувачки делуваше сето тоа. Тоа е одлика на политичари од минатото кои што кога ќе седнат во фотелите се одлепуваат од земјата и мислат дека се над ситуацијата, но на примитивен начин. Јас повторно ќе кажам, јас сакам да бидам политичар и се трудам да бидам политичар и да ги убедам сите околу мене да бидеме политичари на еднината, без разлика дали се опозиција или позиција. Господине Мицкоски, сосема на крајот, дали после 12 април, доколку владата биде предводена од ВМРО ДПМН, во кабинетите, на министерските места ќе може да се најде место за Кумановец? Видете, јас тоа го зборувам секогаш дека пред се квалитетот ќе е важен и пресуден. Јас знам дека Куманово е град каде што има многу прекрасни луѓе. Куманово е град каде што има многу квалитетни и способни луѓе. Куманово е град каде што конкуренцијата е навистина огромна за да се избере човек и мислам дека ќе имам лесна задача во изборот бидејќи такви луѓе навистина има многу овдека кои што можат врвни државни функции да добиваат, дали се тоа министерски позиции, дали се тоа директорски позиции, но секако дека од Куманово ќе има луѓе на врвни државни функции во владата на ВМРО ДПМН. Што е оно што ќе им го порачите на граѓаните во пресрет на предвремените парламентарни избори? Се уште е рано, но е премично. Најголем предизвик за нас, политичарите во следната кампања ќе биде да го мобилизираме граѓанинот да излезе да гласа. Јас сум свесен дека граѓаните се буквално заситени од политика, заситени со од ветувања, од очекувања. Знам дека се разочарани, знам дека им е преку глава од нас политичарите и знам дека ќе биде пеколно тешко да ги мотивираме да излезат да гласат. Но еве користам оваа прилика овде да ги повикам кумановци и оние гледачи кои што ја следат вашата емисија, дека они се суверен стопан на нивниот глас и само тоа е начинот да активно се учествува во промените во државата. Јас верувам во мудроста на граѓаните, верувам дека граѓаните знаат најдобро што е за нив најдобро и верувам дека ние како политичари, Обнова за Македонија, ВМРО ДПМН ќе бидат во мнозински дел нивниот избор, но она кое што како порака сакам сосема на крај да го кажаме, земете судбината во ваши раце, излезете, гласајте, мудроста ја имате само вие, иднината на Македонија, иднината на нашата земјичка држава, можете само вие да ја определите. Имате избор на 12 април, а тоа е имате луѓе кои што се принципиелни, луѓе кои што се стратези, луѓе кои што знаат како да спроведат реформи и кои што работат, и луѓе кои што главна одлика им е арамилокот, корупцијата, криминалот и лагата. Луѓе кои што се колнат во најмилото, ве гледат во очи и ве лажат. Имате ваков избор, јас верувам во вашата мудрост. Господине Мицкоски, ви благодарам уште еднаш на вашето гостување. Се надевам дека ќе имаме некоја следна прилика да поразговараме и за останатите теми кои што се актуелни, но во интерес на времето, нели? Благодарам на поканата, се надевам дека го задржавме вниманието на гледачите. Благодарам. Тоа беше се за вечерва. Почитувани гледачи, вие останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.